поеновото издание на Fairplay, тоа значи нова прилика да ве поздравам и да ви посакам добри дојде во нашето дружење. Се надевам дека и во овие наредни минути ќе бидеме интересни за вас и ќе одбереме една тема која што ќе биде доволно едукативна пред се за да го задржи вашето внимание. Се разбира, спортските теми се секогаш оние кои ги гледате во оваа емисија, а сега со оглед на тоа што некако полека сите оние сезони во спортските надпреварувања се приближуваат кон својот крај, ќе позборуваме малку за еден процес на подготовка на спортистите или што е она што тие можат да го направат дури тогаш кога не се надпреваруваат или не тренираат интензивно во своите редовни клубски средини, се со цел да го одржат своето тело и дух и добро здравје во форма и се разбира да го подобрат својот перформанс. А инаку колку треба да го сакаме своето тело и своето здравје и колку е тоа важно, колку би можеле да бидеме подобри ако на тоа посветиме внимание, се тоа теми за кои што ќе зборуваме во продолжение и затоа ве канам да бидете заедно со нас на Телма. Зошто е важно да го оцениме сопственото тело и да се грижиме за него? Што ќе се промени доколку во вистинска смисла го третираме телото како наш единствен дом? Како спортистите кои имаат активна надпреварувачка кариера можат да ги подобрат брзината, агилноста, експлозивноста, силата, прецизноста и целиот перформанс за да постигнат подобри резултати. Како тренираат шампионите? Во Fairplay со Јана дознаваме од тренерот кој дел од своите знаења ги стекнал на Националната академија за спортска медицина во САД, Анатолий Романов. Како се однесуваме кон нашето здравје, кон нашето тело, дух, ментална состојба е наша и само наша одговорност. Меѓутоа, не е ниту нешто страшно доколку не знаеме како на правилен начин тоа да го направиме. Затоа се тука луѓе кои што оваа област ги интересира, тоа е и нивна струка и се расположени и подготвени да ни помогнат се со цел да имаме подобро здравје, како што кажав, да бидеме во подобра форма. А тогаш многу нешта се подобруваат. Во тоа ќе се увериме преку денешниот разговор. Мојот денешен гостин е човек кој што токму ја има оваа улога, работи со луѓе кои не се спортисти, но кои сакаат да бидат во топ форма, а тука е да им помогне и на спортистите кои сакаат да го подобрат својот перформанс. Како изгледа тој процес, како изгледа неговото секојдневие со сите овие луѓе, ќе ни каже самиот. Му посакувам добри дојде во Fairplay на Анатолий Романов. Здраво. Здраво, добро ве најдов. Како си, дали си добар? Супер, сакав да бидам нешто дел ваква интересна, многу ми се свија концептот за да малце се разпознаеме повеќе со спортот и сето да, така да баш ми е мило и интересно ќе ми биде се. Да, гледам дека си во последно време и многу активен и поради работата во твојот клуб, но и на други настани, некако јавноста подобро те запознава. Тоа прашање како си, така го стартуваме природно разговорот. Верувам дека често ти си тој кој мора да им го постави на луѓето кои ќе дојдат од другата страна. И ми интересира, почесто добиваш некаков тип на поплаки, жалење или почесто добиваш позитивен одговор? Па зависи, ама искрено почесто позитивен, али мислам дека јас како ќе го кажам тоа здраво, гледам некако да ги дигнам да бидат позитивни, да ја даеме таа позитива од старт и таа енергија, така да самото тоа кога ќе го поставам некако се дигаат одма и ти даваат позитивен збор, али нормално нели секогаш има и поплаки некои дали воспаление, мускули нешто. Да. Ако има проблеми, тука сме да ги решаваме. Тука сме ќе направиме нешто да подобриме, така да во секој случај. Добро, сакам да те запознаат малку подобро луѓето кои не гледаат. Прво името и презимето. И овде колегите на работа веднаш ме прашаа, затоа што е специфично, невообичаено и поврзано со твоето потекло. Така, што е сега тука македонско? Има ли воопшто македонска што е со поинакви корени? Мајка ми била македонка, а татко ми русин. И од тамо потекнува уствари името, а и презимето од таа фамилија, од таа страна што си ја имам и затоа го ставивме Романов. На почетокот искрено кога бев мал така малце ми сметаше, пошто беше многу специфично и знаеш кога сме мали. Веднаш се издвојуваш? Да, инака се нервирав, ама како растам, гледам дека баш е подобро да имаш некое така уникатно име. И сега кај идам на некоја трка што се вика или нешто, пошто исто идам на некој настани, такви ме знаат одма. Да, кој си? Сега е полесно, кога треба да си формираш собствен бренд, да биде препознатлив. Океј, темата фитнес тренери, иако можеби ти изолирано и не си само тоа, бидејќи пошироко си ги надградуваш знаењата, меѓутоа верувам знаеше специфично. Станува тешко во денешно време објективно да одбереме и да пронајдеме некој што во вистинска смисла е едуциран. И ние можеме комодно да му го довериме своето здравје и да не залутаме
некаде Да, каде да. што не треба. Како ти би се представил на луѓето што не следат? Има доволно добри причини зашто ти дадат доверба. Како изгледа прво твоето образование и интереси? Така. Па, искрено најбитно е тоа, нели? Мораме да се образуваме за да знаеме како да му помогнеме на одреден спортист или било што. Главно е тоа во секој случај и секојаш треба да биде на прво место, нели? Со основа, со средно и натака. Сега, после средно, искрено, во секоја струка моментално имаме многу опции кај што можеме да се надградуваме ако ние имаме желба и можност. Разни институции постојат, не знам, курсеви, вака, така, ако си има желба и сака човек да научи. Али нели, нормално си доаѓа факултет и после бираме некој правец и пат. Јас избрав да имам оваа струка, ама некако секогаш сакав да се надградувам, да се подобрувам. Имав искрено добар пример пријател што е постар тренер исто така од мене. И по негов пат некако почнав да земам курсеви од странство. Немавме на почетокот вака јас кога почнав, немаше многу што од кај нас зема курсеви од странство. Нели, секогаш ја гледаме тоа странство, го гледаме како некој пик нагоре и сакаме да циљаме натака. Па така почна со една америчка институција кај што се води како најдобра за персонален тренер, да си доколку го положиш тој сертификат ќе видиш се водиш како со најдобар сертификат за персонален тренер. Учиш година дена, се спремаш за тој курс и после треба да го полагаш некаде. Кај нас за жал немаше институција да го полагаме нели во нашата земја, ама најблиску беше Атина. Се спакувавме, отидовме и сега знаете друг стрес дава кога ти треба таму да дојдеш и треба во една училна сам да полагаш. Треба да положиш 80% да биде точно за да го положиш. И ако случајно не си научил доволно или нешто, се пакуваш назад, све пропаѓа, треба пак да уплатиш, пак да дојдеш. Од цел процес. Од цел процес, немаше тогаш летови за Атина, ништо, идевме со кола. Така да, некои такви работи треба дефинитивно да се прават пред се за да се подобриш и цел време се надградуваш. Јас се уште тоа што го збориме беше пред 5-6 години. Така да до сега имам уште преку 20-30 сертификати сигурно, кои што има и онлайн да се полагаат и според мене треба тоа наистина да се инвестира. Постојано, да. Така, постојано гледам во година да имам по една-две нови, нешто ново да научам, барем 10%, барем 10% да е плюс. Мислам дека тоа ќе ми помогне во секој случај да го подобрам спортистот, нели? Да. А твоето, сепак дел од твоето образование е факултет за физичка култура тука кај нас, така? Да. Тоа е сепак некоја основна приказна која зошто да не, човек реално и треба да ја има. Колку години имаш сега? Сега имам 27, да заборам да бројам искрено. Да се пребрам. 27. Сите овие нешта кои ги спомна како дополнително образование, и ова ми е важно, дали е лесно или тешко човек да ги пронајде, затоа што и тука има многу опции. И сега важно е што сакаш ти да научиш. Дали таму ќе има некој од кој што вреди да се слушне нешто плюс, да се научи нешто плюс, како тие нешта ги пикираш? Така, има многу, како што спомнав, посебно сега кога беше времето со корона, многу такви курсеви се отворија кај што сите гледат некој денар да земат реално, а не знаеш дали ќе добиеш баш она знање што ти треба. И сега има различни кај што може да се посветиш или како што зборевме на перформанс повеќе, можеби повеќе сакаш на исхрана, повеќе сакаш на физички изглед кај нели генерална популација. Така да има можности кај да се избере и сега треба да се направи добро истражување, си постојат нели постари луѓе што зборат овој курс е добар вака, така мораш да разгледаш убаво или да се потпрашаш со некој постар како што јас имав таков еден ментор да кажам. Така важно. Важно е тоа, во секој случај да се истражи добро и да се земе зашто сепак не е ни да земеш нешто што е нели ај сум го земал ова па тоа е тоа. Битно е да најдеме нешто што е стварно добро и што стои таму како една од подобрите институции, па со тоа да идеме некаде. Има и некоја врска со кошарката. Дај и тоа да го расчистиме. Си бил кошаркар, си тренирал кошарка? Да, имам тренирано кошарка, имам касно почнал пошто моите ме тераа да идам на карате многу и 9 години тренирав карате и некаде тоа види тоа не е минус воопшто. Апсолутно, спорт е спорт, нели, во секој случај. И на 15 години почнав да играм кошарка, почнав сериозно, стварно сериозно ја сватив, ама во млади години, 18-19, почнав повреди да ме фаќаат. И една од причините што сакав да почнам да ја работам оваа работа е да им помогнам на спортистите. Главна причина да не бидат повредите што ќе се откажат. Како доаѓа моментот
на соработка меѓу спортист и тренер. Да расчистиме, во денешно време и клубовите се повеќе свесни колку треба да посветат на своите играчи, дека таму мора да има стручни лица задолжени за се нешто. Меѓутоа доаѓаме до ситуација каде одредена екипа или поединец доаѓа кај тебе и сака да направи нешто плюс. Дали така оди процесот? Значи дали почесто одреден спортист или група спортистите контактираат свесни дека им е потребна промена и подобрување на нивната подготвеност, или е спротивно од тоа како доаѓа до таа соработка? Во глобала е, знаеш, кога ќе заврши спортист со неговата сезона, кога ќе направи еден рикеп, да речеме, на сезоната, ќе види каде има некои недостатоци и сето тоа, и можам да кажам дека среќен сум за тоа дека и младите се повеќе и повеќе го гледаат тоа и гледаат летниот период кога немаат нели клубски одврски, да се посветат малце повеќе, да се подобрат. Мислам дека пак тоа доаѓа исто и од надвор, од тие идоли што ги имаме, дека зборат дека се фокусираат во летото, да се подобрат, нели? И кај нас се менува тоа и многу сум среќен што се менува тоа и сега си бараат правец начин како во летото да се подобра. Пример, да ме ангажираат мене за да им помогнам со нивната сила и кондиција, ќе побараат тренер за кошарка индивидуален. Секој со своите амбиции колку што ги имаме, разбираш, али глобала да сменете културата, доста од младите сами бараат помош, гледаат од негде да ја најдат и тоа ми се допаѓа, тоа е добра работа во секој случај. И почесто имаш ситуација каде пример доаѓа спортист и ти вели вака: "Слушај, имам проблем конкретен со тоа, тоа и тоа. Пример, немам доволно сила или немам доволно кондиција или сакам да го подобрам шут, прецизност, нешто конкретно." Или доаѓа кај тебе и вели: "Слушај, јас сакам генерално да бидам подобар и помоќен од ова што сум. Пронајди ти што мене ми недостасува." Како е почесто? Може да кажеме дека е некаде измеѓу. Тука? Тука е затоа што исто и самиот тренер, пример, што го има во кошарка, ќе му рече, он ги наоѓа тие недостатоци, ќе му рече: "Слушај, ќе отидеш кај тренер, и ќе му кажеш ми треба ова." Така да имаме и такви случаи, али во секој случај секогаш и јас и другите тренери верувам си имаат батерија на тестови кои што си ги прават без разлика. Сепак сакаме да провериме некои делови биомеханика кај неговото тело, сакаме такви тестови да направиме, сакаме тестови на експлозивност, сето тоа и тука знаеш пронаоѓаме дали има некој недостаток, дали е нешто предност и според тоа ја правиме програмата како да одиме понатака. Дали имаш проблем и дали си имал до сега проблем со его на спортистите? Ова прашувам затоа што вообичаено они не ги сакаат тие тренинзи што би се рекло репетиции. Па кога ќе дојдат во контакт со кондиционен тренер, тука бараат малку попусливост, но тешки ми се тренинзиве, дај са не ме терај ти, по 100 пати едно исто повторувам и сега како со тој момент се справуваш? Постои тоа, апсолутно, посебно кај постариве, да речеме поискусни играчи, затоа што они гледаат да си дојдат да си го изработат своето на терен и ова им е, знаеш, како плюс. Сега, реално од порано не се сваќало толку сериозно тоа, зашто мојата струка пред се е да го менаџирам стресот колку е од сето тоа, за да гледаме да направиме да се намали ризикот на повреди, пред се тоа не е најбитно, нели, ако не е здрав не може да игра во секој случај, и да го подобриме перформансот. Сега има его, апсолутно, знае да има, ама мислам дека тренерот ако се постави од почетокот со добро знаење, со добра дисциплина и контрола, дека барем ќе го намали што е во секој случај. Знаете, има некогаш тренерите имаат некој страв, така го фаќаат нешто кога ќе треба со некој сениорски тим, пример, ако е прв пат. Сега јас на тие работи некако не знам, може и природно ми доаѓа, јас сум опуштен и да си го работам тоа што го знам. И знаеш, ќе го препознаат они тоа и некако друг пристап е одма, имаат дисциплина, си викаат кликнува таа соработка, баш се спојуваат коцките некако и почнуваме да работиме. Сега ќе има посебни случаи некогаш и искрено гледам со секој клиент да имам посебен, иако е групен сетинг. Пример сме били во работнички, сме имале 12 играчи, 15 играчи. Со секој посебно сум гледал да имам некој муавет, нели, да направам, да видам како да допрам до него поише, за да главната цел е да се подобриме. Да има доверба меѓу вас и да оди процесот како што треба. Апсолутно. Го споминуваш работнички, наброј ми со кои други македонски спортисти или екипи еве си работел досега?
Па најмногу со кошаркари зашто потекнуваме тој спорт, али Знаеш како стои таму работите, да? Али имаме доста фудбалери, Славен ќе го спомнам, Елмас го имавме на неколку сесии во летна фаза. Сега малце кога некој работи во странство, знаеш, ќе дојде во Македонија на кратко, сака да се види со фамилија, сака да се посвети. Не е толку строго тогаш сака да се посвети на тие работи, ќе дојде да изработи некој тренинг. Елмас со кошаркарите доста, со сите млади репрезентативци имам работено, имам со репрезентација Беше како стручен соработник, така на U18? U18 два пати и U20 еднаш. Добра соработка, интересна, стварно добро за искуство пред се. И секогаш има друго е кога ја представуваш својата држава, стварно е ти дава мотив за повеќе и повеќе и повеќе. Така да, дел од тоа, потоа соработка со други репрезентативци, работнички. Нова лигаш имаме Чаир, кој што работев кај нив, ги спремав за сезоната. И така, да размислам, може ќе ми текне уште. Да, како и да имаш доволно искуство со оглед на тоа што млад си, искрено, и тоа е супер што досега си имал прилика да имаш и ти различен тип на искуства. Има ли голема разлика меѓу спортистите кои доаѓаат од групни спортови и индивидуалците? Па да, знаете, во глобала, кога доаѓаме, сакаат да работат пак индивидуално на некој аспект да се подобри индивидуално, ама кога збориме некој што е кошаркар да го дајме, нели, он зависи од другите од тимот, а кога ќе дојде некој како тенисер или боксер, не зависи од никој, се зависи од него. Ама можам да кажам дека некако со повеќе дисциплина и повеќе, пошто знаат нивното тело како работи, знаат дека сами работат, некако повеќе знаат и за сами себе, и повеќе знаат, попосветени се некако тие што се индивидуалците како боксери, како тенисери и така натаму. Некако си го слушаат телото си, повеќе знаат. Знаат поради тоа што веројатно од нив зависи се, дали надпреварот, тренингот, се зависи од неговото тело само, а кога си кошаркар, многу работи реално не зависат од тебе. Или фудбалер, уште повеќе играчи има, така да има разлика, да, би рекол дека има. Ама на крајот од денот сите сакаат индивидуално да се подобрат во нешто што или им фали, или да се смени нешто, да се поправи нешто. Колку време од прилика, разбирам дека е секој пример за себе, меѓутоа има ли одреден временски период кој што е неопходен за одредена личност, соодветно да му биде поставена рутината што треба да ја почитува како некое генерално правило за собствен тренинг, тоа ќе се менува, нели, од ден во ден или од месец во месец, меѓутоа сите сакаме брзи резултати. Да, така. Тешко ни е да прифатиме дека мораме да одиме чекор по чекор. И сега би ставили ли некоја временска рамка, минимум период во кој што мора да бидеме дисциплинирани и да соработуваме со тренерот за да очекуваме некакви првични резултати? Иако убаво го објаснувам многу, пак морам да кажам зависи, пошто од секој буквално човек зависи. Тоа може да зависи и од неговата историја како тренирал, дисциплина како имал, дали имал, поради тоа што има голема разлика некој ако има историја, иако правил пауза, ако има историја со вежбање или нема историја. Да, што ги речат помнат мускулите, дека вистина има. Тоа е вистина, стварно, да. И самото тоа кога он ги знае движењата, многу е полесно да работиш со него и така побрзо ќе дадат резултатите. Ако дојде некој нов, имаме две работи. Сега ќе имаш малку повеќе време може да го научиш некој работи, ама знаете, оние нови придобивки кои ги добиваш, ако немаш вежбано пред тоа, тука можеш да имаш многу брз резултат. Се зависи од генетскиот потенцијал, ама многу нови кои што ќе дојдат и ако има добар генетски потенцијал, знаат за месец, дена, два да направат стварно страшни резултати, ама кај некој е различно, кај некој треба малце повеќе да се посвети на тој процес. Од прилика за дисциплината добра да се фати, знаете како дека 75 дена, за да имаш права дисциплина и да фатиш резултати и да не си, нели, да имаш пред тоа и да немаш историја, дека за тој период сигурно ќе имаш разлика. Тука ќе се види дали ти всушност си за дисциплина и спорт или треба можеби нешто друго да правиш. Ако ти станува навика и дневна рутина. Да. Ги спомена ти повредите. Тоа е една тема која што можеби не толку често ја дискутираме, ама за спортистите е еден можеби клучен, најголем проблем.
Што мислиш ти, која е најчестата причина зошто настануваат повреди во смисла дали почесто е физичка недоволна подготвеност на спортистот или некаков пад во менталната состојба кога можеби има пад на самодовербата, некое лошо чувство во средината во која се наоѓа и тоа повеќе би придонело да се случи некаков несакан момент на тренинг или на надпревар. Така, мислам дека е многу добро што го спомна тоа менталното, зашто се доаѓа од главата. И мислам дека ментално е едно од работите за кои што многу сакам да се посветам со моите спортисти пред се, ментално да бидеме пред се да донесам, како што спомнам на почетокот, добра енергија, зашто сега кога се смее и кога има добра енергија и позитивен е, у глава се случуваат добри работи. И ако почнеме од тамо, можеме да идеме само напред, не сваѓате. Сега, мислам дека менталното е најбитно во секој случај, а како може да се подобри комуникација помеѓу тренерите? Еве, ако е пример групен сетинг, ако јас имам добра комуникација со главниот тренер, со асистентот, за да го менаџираме, како што спомнав, тој стрес, пошто обично така се случуваат повредите. Ако нели јас не се слушнам со главниот тренер и дојдат во теретана, да речеме, ги згазам и тамо, они са бајли имале тежок тренинг, вечерта имале тежок тренинг, колку и да е некој спремен, јако тело има и сето тоа, пак може да дојде некоја повреда зашто не сме го поделиле тој стрес еднакво. Како што треба. Тренинзи за перформанс, корективни вежби, брзина и агилност и ментална сила, сето тоа е различно. Може некако едно по едно да ги објасниме? Како не може? Што има главната разлика на овие вежби и интензитетот нивен? Така, ајде вака, да почнеме. Перформанс беше прв. Сега перформансот е главна, да речеме дека е on top, на крај, нели, најбитно, и потоа идеме со гранки надоле, каде што различни аспекти ги подобруваме за да евентуално го подобриме нашиот перформанс. Таму апсолутно спаѓа и mental toughness или нели ментална спремност, да бидеш ментално јак. Пак ќе кажам, мислам дека се доаѓа од главата и дека ако бидеме со главата пред се исто, ако имаш некој надпревар, ако ти си истрениран да бидеш, може да се тренира тоа, имаме ние некои рутини, методи кои што ги правиме, визуализација, треба да се работи визуализација, гледам со многу мои атлети да правиме визуализација, пример пред тренинг, како он се визуализира дека успева во некоја обврска или дава кош, дава тројка, забивање прави или па нешто успешно и многу се поголеми шансите понатака тој да го направи стварно тоа во неговиот тренинг или надпревар. Така да работиме на тие работи, работиме на медитацијата, пример на крај кога ќе заврши со тренингот за да влезе во тој систем на опоравување, да се смири и да се опорави подобро од својот тренинг. Така да сите тие делови што ги спомна сега се разликуваат, но евентуално гледаме да го подобриме перформансот. Сега околу превенција за повреди си има свои корективни вежби како што ги спомнавме. Што подразбира корективни вежби? Ја спомнавме на батерија на тестови, да и сега правиме батерија на тестови си имаме кај некој и гледаме некои од неговите движења какви се. Пример, флексија на одреден зглоб и така натаму. И сега ако видиме дека некаде фали некој агол или нешто, гледаме со одредени вежби кои што ќе дадат акцент на тоа место да го подобриме тоа. Значи тоа што е слаба страна практично на некој начин. На спортистот ти се форсира тоа како се подобри. Да. И го подобруваме тоа, правиме повторно реасесмент или нов тест да видиме дали сме били успешни во тоа или па може треба да смениме нешто друго или да го бараме проблемот на друго место. И со тие работи гледаме да го подобриме телото за подобро да се движи. Кога телото ќе се движи подобро, тука после може да скокнеме на поексплозивни вежби за да го подобриме перформансот. Видов едно видео кај тебе ми се чини за како ти кај себе нешто подобруваш поврзано со кошарка, дали се обидуваш да забивања? Тоа навистина така беше, пример во одреден момент не можеше тоа доволно добро го направиш, на што работиш на тоа видео? Апсолутно. Направив програма бесплатна за секој спортист што сака да се подобри. 8 недели програма каде што има и видеа инструкции, има и буквално се што му треба еден прирачник за да тренира во теретана и надвор за да се подобри. И сега сакав да дадам пример дека може да помогне стварно таа програма, нели? 8 недели е програмата, само како еден пример како може да се работи, како треба да работи спортист. И поминувам низ различни фази. Обично и целото мое програмирање со спортистите го работам низ различни фази. Пример, во одреден дел во првата фаза ќе се посветиме повеќе на учење на некои движења, да го подобриме движењето на телото, да изградиме малку мускул во одредени места кај што ни фали.
Во втората фаза, пример, ќе се посветиме на некои специфични јагли кај што сакаме да подобриме сила, ама во различен елемент. Имаме 3 движења уствари, пример, еве да дам пример ако може, скват кога правиме. Чуче, сигурно си тренирала и чуче. Речи си секој што тренирал, апсолутно. Е сега имаме дел каде што се спуштаме, и сега мојата прва фаза се сведува повеќе на спуштачкиот дел од секоја вежба, пример кога се спушташ надоле во скват. Па после тоа имаме момент каде што застануваме на средина, нели кога сме доле во скватот. Па и тоа е еден сегмент, изометрија се вика, каде што има многу простор да се подобриш и тој дел може да подобри многу понатаму во перформансот. И на крај имаме експлозивност, кревање нагоре, нели кога се качуваме од скватот, и третата фаза ни е тоа. Така да се е тоа поделено во фази каде што се така и подобруваме една работа тука, една работа тука, една работа тука и така иде натаму. Имаш ли ти некој спортист без разлика дали е тоа звучно име и не мора да биде, за кој што си посебно горд на вашата соработка затоа што да замислиме од точка А до точка Б, сте стигнале многу успешно и со видливи, драстично подобрени негови резултати? Па не знам дали сакам да издвојам искрено, пошто стварно сум горд на сите, имам многу... Ама има, затоа што верувам дека тоа буквално бројки се во прашање на крајот од денот. Може тоа е пресметливо. Имам неколку деца што тренираат во Америка, дали средно, дали коледж, имам неколку што се на странство играат во Италија, во Шпанија и па кога ќе дојдат они во летниот период, гледаат, одма се слушаме и кога ќе почнеме да работиме баш. Едно дете сега се смеевме, мислам не е дете, ја така ги викам зашто се 2002 примера играат професионална кошарка, игра сениорска во Италија, Марко Миловиќ, и уште не беше качен на авион, ми се јавува, ми вика, јас си доаѓам да знаеш утре кога ќе почнеме да тренираме, Така да, стварно сум горд на сите, прават многу добар прогрес, напредуваат, стварно не се откажуваат пред се, веруваат во тоа дека можат и гледаат стварно да се посветат, да се подобрат, што треба да се радуваме што се менува. Колку и да се трудиме, сега они ќе се потрудат да направиме резултат нели на европски или било што, ама се трудат, не е дека седат и ништо не прават, се трудат и даваат се од себе за да се подобрат. И стварно сум горд на сите и едва чекам да дојде да работат, ме свегаш. Да, уште подобри да бидат. Да станеме. Добро, јас споменав ти имаш фитнес центар каде што луѓето можат да пронедат Fit-in. Fit-in, да. Како оди работата, бидејќи мислам дека доволно добро и детално кажавме за спортистиве, како оди работата со луѓето кои што на крајот од денот се рекреативци и доаѓаат таму бидејќи се свесни колку е важно да се грижат за своето тело. Има различни примери, има такви кои што можеби поради естетски причини побуди прво ќе се одлучат на тоа, но и такви кои поради своето здравје. И сега верувам поразличен е пристапот. Поинаков е системот на работа, но како ти оди со тој дел? Одлично, искрено супер. И во тој аспект се менува многу. Као што спомна и на почетокот дека има и многу фитнес тренери нови, сега пошто расте натака фитнесот, станува попопуларен, сите сакаат да го внесат како рутина и тоа е супер, стварно треба така да биде и така расте се и тренери се до тоа. Околу генералната популација стварно има голем интерес, вежбаме, тренираме, го сваќаат посериозно. Помладите, естетскиот дел, као што спомнавме, нели? Битно и тоа, не дека не, ќе се чувствуваш подобро психички, пак самодоверба. Апсолутно. Постарите имам стварно подолга некоја, имаме и помлади постари, доаѓаат повеќе од тој здравствен аспект, нели, сакаат да ги поминат тие работи што се напоменати дека ќе, нели, живееме подобро и подолго и сакаат да се исполнат таа дисциплина. Има разлика, имам повеќе програми за да можеме да исполниме повеќе работи. Телото е нашиот дом. Сега веројатно често ни се случува тоа и да го заборавиме, можеби на секој од нас на моменти. Тука со врските кои знаат да не прегазат, некогаш едноставно не сме среќни, сме можеби тажни со проблеми и така натаму и ќе го запоставиме малку тој дел. Еве објасни ми таа филозофија, тоа ќе биде на некој начин порака за оние кои што не гледаат. Која е разликата кога човек си се грижи за својот дом и кога човек не си се грижи за својот дом? Па, да кажеме нормна, сега кај нас е таква навиката, многу често се става се пред тоа, пред нашиот дом, што се вика, пред нашето тело, сепак не носи и на работа, одиме со телото и се до тоа, постоиме со него, така да ако не се грижиме за него, не се знае колку време ќе трае сето тоа и како ќе биде натаму, така да јас ги советувам барем да пробаат да почнат со минимална активност, еднаш, два пати, некој кој ќе дојде ќе ми каже колку да доаѓам. Како си со време? Ако можеш да дојдеш еднаш, ние во тој еден пат ќе пробаме се да направиме, ќе ти направиме да го засагаш ти тоа,
да пробаш да доеш и втор пат, да сакаш да доеш втор пат. И кога ќе се фати таа дисциплина, интересно им станува. Целта е да дое на тренинг некој да му биде интересно, а не да му биде мачење или леле кој ќе да се на тренинг. Кај нас е целта да сакаш да доеш на тренинг, да ти биде интересно и после тоа како by product ќе дојдат тие сите други бенефити што си доаѓаат, али пред се да биде интересно, да уживаме во тренингот, да има возможно позитива. Апсолутно. Дојди на тренинг ќе пробаш ќе видиш. Да се уверам на лице место, добро. Ти благодарам за поканата, верувам ќе биде добра покана и за оние кои што не следат, а можеби не се мотивирале, нели? Да тежок е тој прв чекор. Тоа е најбитно. А после тоа ние ќе се погрижиме за другото, без гајле. Да, добро. Дали ти со твоето тело експериментираш? Тоа ми е една можеби интересна ставка, да ја наречам. Често пати тренерите, оние луѓе кои што знаат доволно многу и доволно добро околу тоа како функционира организмот, сакаат да испробаат различни начини на функционирање и тренирање се со цел да видат како тоа ќе резултира. Не знам дали ова звучи можеби себично кон себе или спротивно, не е себично, доку е добро. Ти експериментираш? Апсолутно. Апсолутно. Јас сакам да најмногу во кој поглед? Во смисла менуваш драстично тренинзи, менуваш исхрана? Ама би сакал да пробам прво на мене одредени ствари за да можам да ги дам на било кој друг. Ако не пробам на мене, не можам да го дам на некој друг. Пример, некој тренинг ако напишам, тоа често се случува дека многу луѓе пишуваат тренинзи без да ги пробаат и ќе ги дадат на клиенти и не оди работа. Не оди работа, или ќе биде многу тешко без осета, е така да го речеме. Јас сакам да пробам повеќето стварите што ги давам или ги имам пробано 99% или ќе ги пробам па ќе ги дадам. Сепак боле е да се осигурам јас на мене, па после да дам на некој друг. Али треба да се пробува, треба да се експериментираат ствари за да откриеме нови ствари. Иначе ако гледаме цело време од некаде и само копираме што се вика, нема да биде ништо од тоа. Има резултати од тоа, фала Богу, ама ако експериментирам и научам нешто ново, ќе можам нешто ново направам и да го научам некој друг. Околу исхраната не те прашував многу, знае да биде тежок дел. Има многу за зборење тоа. Дали ова ќе биде само кратко, така и ќе привршиме, дали ти посветуваш премногу внимание на тоа? Дали си човек кој што оди математички, број калории, строго се држи до тие нешта или не? Или си повеќе од оние тренери кои велат треба да биде слободно, но умерено? Јас сум човек што сака и кажува и на моите клиенти дека треба да уживаат во животот. Не дека не треба да се нели цело време да јадеме глупости и такви работи, брза храна, процесирани се до тоа, ама треба да уживаат. Јас сум тој што го кажува дека треба да уживаат. Не сум нели како што спомна да бројам, се искрено и зависи. Ако имам некој клиент кој што треба да стигнеме до одредена цел. Ти бара таков резултат, ќе мораш да со бројки со се, до секоја калорија пресметана, ме разбираш. Ама за мене пример конкретно поради тоа што и сум активен цело време, гледам да внесувам тоа што ми треба и тоа што е добро, ама знам да се наградам некогаш и со нешто друго. Сепак сакаме да уживам во животот, некогаш добро е да се наградиме еднаш неделно, да речем, баш сабајле го зборував тоа со еден клиент. Хормонна среќа тогаш да се апсолутно допамин ќе пуштиме како јадеме некој убав бургерче, така да сакам некогаш така да пробаме некој такви работи. Да, не е толку страшен прекршок. Не е толку страшно. Ако останатиот дел од времето сме дисциплинирани. Добро. Ти благодарам многу за мене. Беше интересно да ја слушнам и оваа страна. Ти реков не ова е единствена тема која што ја зборуваме со човек кој е тука во таа спортска приказна, можеби не директно на теренот. Се договаравме и се надевам тоа во следната сезона ќе го исполниме, да дојдеме некој пат ние кај вас, да видиме како спортистите со тебе таму директно тренираат. Верувам ќе биде интересно и тоа да се види. Да. Ти благодарам многу за гостувањето. Ти благодарам што ме прививте. Да. Јас посакувам овие разговори и совети како и вообичаено да не мотивираат и да зголемат нашата свест генерално за здравиот начин на живот, па и за спортот. Сите не можеме, а и не мораме да бидеме спортисти, но и како мораме да се грижиме за нашето здравје, за нашето тело и за нашиот ум и дух на крајот од денот. Нека биде ова една убава мотивација за вас, а ние ќе се видиме уште еднаш и следниот викенд преди официјално да ја финишираме оваа наша сезона и сите наши дружења во кои што јас и оваа екипа искрено уживаме, а посакуваме така да и од другата страна. Значи се гледаме за 7 дена, недела, 16:15 на Телма, до тогаш останете во добро расположение.